Владата и ВМРО ДПМН немаат намера за предвремени избори и планираат да го одработат мандатот до 2028 година, но дека ќе бидат подготвени да одговорат доколку опозицијата ја отвори таа тема и побара изборно соочување. Изјави премиерот Христијан Мицкоски во своето гостување во подкастот Каде се парите со Горан Теменугов. Ние се подготвуваме да си го истераме мандатот сите 4 години, но повторно ќе кажам, политичка порака не значи дека тие треба да имаат парламентарно мнозинство па да падне владата. Политичка порака е и онаа која што на пресконференциите, колку и да се тие маргинални во моментов како опозиција, тие се сепак опозиција ја испраќаат и ние ја препознаваме и како таква ние мораме да ја анализираме и да одговориме на тоа. Така што на сите овие состојби во кои што се наоѓаме сега, се состојби во кои што ние ќе мораме да одговориме доколку сме предизвикани. Јас тоа сум го кажал многу пати до сега. Мицкоски во разговорот направи временска проекција доколку изборите се одржат во редовниот термин. Тоа значи дека негде крајот на 27-та или јануари 28-та ќе имаме техничка влада. Изборите ќе бидат некаде април месец, првата или втората половина на април. Потоа уште 2 месеци формирање на влада, значи некаде ќе дојдеме до отприлика средината на јуни, или да бидам попрецизен, пред почетокот на летото 28 година. Ќе почне летото, доаѓа есента, веќе есента ќе почнеме тивко да се подготвуваме за претседателските избори кои што следат пролета 29. Почетокот на 29 ќе биде пред кампања и кампања за претседателските 29. Ке завршат претседателските 29, ќе дојде летото 29 и веќе со летото почнува пред кампањата за локалните избори. Ке биде во циклус избора. Ние ќе имаме 2 годишен циклус на избори. Од почетокот на 28-та година до, би рекол, крајот на 29-та година. Така што мораме да ги анализираме сите предизвици кои што се пред нас. Ние сме сериозна влада, јас сум сериозен човек и секогаш кога ги анализирам работите, по принцип барам решение за тие работи. Така што еве да заклучам, јас само како тизирам, само се обидувам да гласно размислувам. Премиерот повтори дека владата е определена да го заврши мандатот, но нема да остане без одговор доколку биде предизвикана од опозицијата. Ние како политичка партија и како влада сме определени да си го истераме мандатот. Крајот на мандатот на оваа влада подразбира еден циклус од, би рекол, 2 години, потоа континуирани избори. Доброто е што овој пат ќе биде за последен пат техничката влада со ограничени капацитети и простор за маневар, но исто така подготвени сме доколку опозицијата фрли ракавица за предвремени избори да одговориме на тоа. Во однос на најавената реконструкција на владата, ВМРО ДПМН денес и утре ќе одржи состаноци со коалицијските партнери Влен и Знам, пошто ќе биде познато кои министри и директори ќе бидат заменети поради незадоволителните резултати во работењето. Денеска повеќе од кога било е важно Македонија да биде препознаена како држава која не нуди само поволна географска положба, туку и стабилност, предвидливост, квалификувана работна сила и јасна развојна визија. Дециден е премиерот Мицкоски во своето обраќање на денешната седница на Националниот совет за развој. Националната развојна стратегија 2024-2044 година представува еден од најважните документи кои се создадени во поновата историја на државата. Не затоа што уште една стратегија усвоена од институциите, туку затоа што зад неа стои широк општествен консензус, сериозен експертски труд и искрена намера конечно да воспоставиме култура на долгорочно планирање и стратешко размислување, рече премиерот Христијан Мицкоски. Мицкоски смета дека годинашниот извештај за спроведување на Националната развојна стратегија не е извештај за завршена работа, туку почеток на еден процес кој ќе трае со години и кој ќе бара посветеност, континуитет и политичка зрелост, бидејќи низиниот успех не се мери по бројот на страници што ги содржи, туку по бројот на животи што ќе ги подобри, подвлече премиерот. Ни соопштение денес од СДСМ изнесува дека Христијан Мицкоски, кој им порача на граѓаните да се припремат за маратон, всушност јасно им кажува дека треба да се подготват долго време да живеат сиромашни. Буџетот беше донесен со нереални и надуени стапки на раст, кои служија исклучува како маркетиншки инструмент.
Капиталните инвестиции покажуваат висока реализација на хартија, но во реалноста се работи за плаќање на заостанати фактори од минатата година, а не и за нови проекти. Македонскиот економски модел и понатаму се базира на лична потрошувачка, но не на извоз и продуктивни инвестиции. Во услови на увозна зависност, оваа потрошувачка директно ја зголемува инфлацијата и ја прави економијата ранлива. Соопштија од СДСМ. ВМРО ДПМН пак на прес изјавија дека Филипче е само надградена верзија на Зоран Заев, кој за власт потпиша бел лист и ги прифати сите диктати на Бугарија. Додека СДС беше на власт, Венко Филипче и Зоран Заев, жедни и лакоми за ден повеќе на власт, прифатија и потпишаа бланко бел лист хартија со Бугарија. СДС, Филипче и Заев ветуваа живот за сите со богати граѓани, европско здравство и образование, модерна и просперитетна Македонија, а донесоа само криминал, уништување на се што е македонско и создадоа проблем таму каде што немаше. Откако не исполнија ниту едно ветување, мислеа дека ако потпишат се што ќе ми се даде, ако коленичат и ги гланцаат чевлите на некој европски бюрократ, тоа ќе им донесе победа на избори и така ќе останат на власт. На денешната јавна расправа на Законот за игри на среќа, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска изјави дека предложениот закон за игри на среќа не е рестриктивен, туку има цел да воспостави рамнотежа меѓу економската активност и заштитата на граѓаните и јавниот интерес. Овој закон не представува рестрикција без цел. Напротив, тој представува обид да се воспостави рамнотежа помеѓу економската активност на легалните приредувачи и обврската на државата да ги заштити граѓаните и јавниот интерес. Очекуваните резултати се поголема транспарентност, подобра контрола, посилна заштита на малолетниците, намалување на нелегалните активности, поефикасно спречување на финансиските злоупотреби и зголемени приходи во буџетот. Предложениот закон представува чекор напред кон современ, ефикасен и европски усогласен систем за регулирање на игрите на среќа во Македонија. Според Асоциацијата на спортски обложувалници на Македонија, законот нема да ги заштити граѓаните или намали негативните последици од злоупотребата на игри на среќа. Овој закон нема да го намали играњето на игри на среќа, ниту ќе ги заштити младите, а уште помалку ќе ги спречи или намали негативните последици од злоупотребата на игрите на среќа. Овој закон ќе го направи спротивното. Ќе ги затвори легалните приредувачи, ќе отвори вратата за нелегалната индустрија, ќе ја прошири сивата економија со една вистинска цел за да се случи најголемата монополизација на оваа индустрија во историјата на државата. Бугарија одобрила продажба на шпионска технологија на разузнавачки и полициски агенции во земји со проблематични евиденции за човековите права. Документите добиени од Политико покажуваат дека бугарскиот орган за контрола на извозот издал лиценци на компанијата за технологија за надзор Circles BG со седиште во Софија за продажба на системи за пресретнување на комуникации, алатки за следење на мобилни телефони и инфраструктура за надзор на разузнавачки агенции во Азербејџан, Србија, Малезија и Мексико. Унгарскиот премиер Петар Маџар изјави пред состанокот на Европскиот совет во Брисел дека забрзаното пристапување на Украина во Европската унија би било неправедно кон земјите од Западен Балкан, кои со години минуваат низ процесот на преговори со Европската унија. Тој нагласи дека политиката на проширување мора да се базира на постигнати резултати и исполнети услови, а не на политички одлуки што би им обезбедили на поединечните кандидати побрз пат до членство. Според него, зачувувањето на кредибилитетот на Европската унија бара сите кандидати да бидат третирани според истите правила. 63 годишен свештеник од Хрватска е осуден на 3 години и 8 месеци затвор поради посредување во проституција на дете. Според информациите објавени од Јутренји лист, случајот предизвика силен одек во јавноста поради сериозноста на обвиненијата и позицијата на осудениот. Истражните органи започнале постапка минатата пролет кога свештеникот бил осомничен за посредување во сексуални услуги со малолетно лице во Северна Хрватска. По отварањето на истрагата тој веднаш бил притворен, а подоцна се соочил со судска постапка која завршила со неправосилна пресуда.
Општина Делчево продолжува со значајни инвестиции во подобрување на локалната и регионалната инфраструктура. Во текст се инвестиции во висина од околу 63 милиони денари, насочени кон модернизација на регионалната патна инфраструктура. Средствата се обезбедени преку програмата на јавното претпријатие за државни патишта и поддржани од раководството на претпријатието. Во оваа фаза се реализира реконструкција на регионалниот пат Делчево-Габрово, како и фазната реконструкција на патниот правец Делчево-Пехчево. Паралелно со овие активности започната и обнова на хоризонталната и вертикална сообраќајна сигнализација на повеќе локации во градот. Општина Делчево во периодот кој што следи ќе работи интензивно на подобрување на хоризонталната и вертикалната сигнализација. Тука пред се станува збор за пребележување на сите јавни паркинг места кои што ги има во Делчево, а не се соодветно обележани, и секако на подобрување на вертикална сигнализација, затоа што за жал во периодот кој што измина наследивме доста уништена вертикална сигнализација и заедно со нашите вработени, заедно со вработените на јавно комунално претпријатие и противпожарна служба планираме во периодот до крајот на јуни истите каде што имаме проблем да ги санираме. Тоа е се со цел на подобрување на безбедноста на нашите сограѓани. Штипската локална власт одлучи да стави клуч на основното училиште Гоце Делчев, истакна денеска на прес Павел Иванов, председател на Штипскиот огранок на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Европскиот суд за човекови права во пресудата од 13 декември 2022 година никаде не наложува затварање на училиштето. Напротив, суштината на пресудата е надминување на сегрегацијата преку интеграција, еднакви можности и подобри услови за образование. Затоа денес јавно прашуваме: кои мерки ги презеде власта за решавање на сегрегацијата во ова училиште? Дали навистина ја спроведува пресудата од Страсбур или само ја користи како изговор за однапред донесена политичка одлука? Од Штипската локална самоуправа и Министерството за образование се огласија со информацијата дека училиштето се оптимизира, а работа и плата за вработените се обезбедени. Општина Штип веќе донесе стратегија за развој на образованието и заедно со Министерството за образование и наука, како и УНИЦЕФ, веќе подолг период работат на реорганизирање на образовниот процес, стопирање на нови вработувања и оптимизација на трошоците, како последица на нерационалното и непланското работење во минатото. Со оваа стратегија и со денешната одлука на Советот на Општина Штип ќе се овозможи стабилно финансирање на платите на трајно вработените лица во образованието на територијата на Општина Штип. Целосно ќе се редуцираат вработувањата во наредните 4 до 5 години, а учениците ќе добијат здрави средини и нормални услови за следење на образовниот процес. Крајно неодговорно е тоа што СДС креира тензија, шири паника и невистини кај сите засегнати страни. Стои во реакцијата од локалната самоуправа Штип. На 22 јуни во Штип започнува 41-то издание на Штипско културно лето, најстарата културна манифестација во градот, која со децении го обликува културниот живот и го става Штип на мапата на регионалните културни центри. Годинава манифестацијата се реализира со досега едно од највисоките издвојувања на средства, што според градоначалникот Јорданов е доказ дека градот сериозно инвестира во културата. Нешто околу 2 милиони денари е вкупниот буџет предвиден за овогодинешното 41-во издание на Штипско културно лето. Ке има доста концерти, театарски представи, изложби, промоции на книги. Сето она кое што ќе го привлече, верувам дека ќе го привлече вниманието на нашите сограѓани и ќе понуди една богата културно-уметничка програма. Од 22 јуни до 30 јули публиката ќе може да ужива во разновидна програма која опфаќа концерти, театарски представи и гостување на домашни и странски уметници. Ги имаме на 24 јуни ќе го имаме Владко Стефановски со неговото трио како гости на Штипско културно лето на сцената, на големата сцена во Дом на млади. За подоцна на 30 јуни да ги најавиме Астибо Биг Бенд и на 5 јули го најавуваме Давид Темелков, кој е исто така од помладата генерација пејачи кои ќе настапат и ќе дадат ново светло на Штипско културно лето. Во театарскиот дел се најавени повеќе представи, меѓу кои 2 премиери. Станува збор за
Копродукција на представата Чекајќи го Годо, тоа е една голема копродукција помеѓу Штипскиот театар, Велешки театар, Кумановски театар и се разбира општина Штип. Прво, на 30 јуни ќе се игра представата Синдром Мора Кабаре. Тоа е последната представа на Штипскиот народен театар во режија на Наташа Поплавска. Локацијата се разбира театар Штип, да напомениме дека влезниците се бесплатни, се што треба да направите е да си резервирате карти на време. Потоа продолжуваме со премиера Сладолед за жени, копродукција на Сдружение Артонаут, театар Штип и општина Штип, во режија на Никола Ристов. Истата ќе биде на 9 јули. Годинашното издание носи значаен визуелен и меѓународен уметнички сегмент со настапи на познати странски уметници. Во делот на учесници од страна имаме вечер на македонска музика, концерт на Тодор Арсовски и Джована Черанто од Бразил. Станува збор за еден двоец кој што доаѓа од Германија. Тодор Арсовски е македонец, меѓутоа работи во Германија заедно со Джована Черанто. Трио Каотико е концерт кој ќе биде реализиран под наслов од Урал до Атлантик преку Вардар, камерен концерт е на едно трио кој го сочинува нашата Микаела Лазареска од Штип, уметник од Италија и уметник од Србија. Честа да ги отвори годинешните денови на култура и припадна на штипјанката магистер Виолета Арсовска, драмски сопран и истакнат педагог по соло пеење, со богата уметничка кариера и бројни настапи на домашната и меѓународната сцена. Таа на 22 јуни свечено ќе го отвори 41-то издание на манифестацијата во Домот на културата Ацо Шопов во Штип со галоперскиот концерт Бои на душата. Семејното насилство во текот на вчерашниот ден во Полнек, дури 4 лица завршија со лисици во источниот регион. 40 годишен кочанчанец пријавен од сопствената сопруга за напад, при што употребил и тврд предмет. 56 годишен штипјанец и 29 годишен од Крива Паланка исто така завршија во притвор откако полицијата добила пријава за семејно насилство. Најсериозен случај се случил во Делчево, каде 23 годишна пријавила дека во својот дом во неколку наврати незиниот сопруг ја психички и физички напаѓал, овој пат користејќи и тврд предмет. По пристигнувањето на полицијата било утврдено дека лицето било под дејство на алкохол и му биле измерени 1,79 промили алкохол во крвта. Овој пазар, цените на зеленчукот, меѓутоа и на овошјето е паднат од 20 до 30%. Барем така тврдат пазарџиите. Што ми се пониски цените на мене? На сите? На сите. Целеро е од 100 на 80, речеме моркова од 100 на 80, цвеклото е исто 20% намалено, тиквата ми е намалена 20%. Речем, може да ти кажам, на се е по 20% намалено. Па не се скапи. Јас сум еден просечен пензионер со некоја си минимална пензија и ја обстанувам. Обстанувам. По 80 се кај праската е 50. Прифатливо ли е тоа? Па за пензионери толку. Ние ќе земеме со 2 кила, едно ќе земе и така ќе би. Другото кило да? За другото, друг е 5. Посетителите на пазарот ги прашуваме што е најосвежително за овие високи температури. Дали е тоа овошјето? Па овошјето е најосвежително. Например? Па лубеница, праска. Цреши, праски. Лубеницата не е убава сега. Што може да тоа? Кој има устои лубеница земе? Кој земе нешто друго и така? Лимон. Само тоа? Да. Скап ли е лимон? Па сега не е толку скап, ама па. Освен овошјето, како што наведоа нашите соговорници, и зеленчукот е меѓу оние работи кои што се освежителни денот да ви биде попријатен. Но ги прашавме кои видови на зеленчук и дали се пристојни за нашиот џеп. Земеме ние и краставици, зелени работи, така. Се што видиме, се земеме помалку. Купувачите тврдат дека и краставицата и зелката се меѓу најосвежителните нешта. Дали се согласувате и каков е денески интересот? Дали се купува краставица или како? Па, освен овошјето и краставицата и зелката се освежителни. Зависи. А иначе цените се како прошлиот петок. Од 30 до 40 денари е краставицата, трешта е од 80 до 100 денари, пиперот е 80 денари,
патлиџанот е 60 до 70 денари, зависи од квалитетот. И Добро, што е денеска, што најповеќе се бараше? Домоти, пиперки, краставици, што барате? Цреши си зима, краставичка и патлиџанот и пиперот. Пронаоѓачот Рудолф Шаубах од градот Филах во Јужна Австрија поминал 3 години усовршувајќи заштитна мрежа за овци, а потоа предизвикал поделени реакции во јавноста. Необичното решение, според неговата замисла, треба да стане ново средство во борбата против честите напади на волци врз домашните животни во алпските и соседните региони. Пред 2 недели еден фармер го тестирал системот на Шаубах. Станува збор за мрежа со димензии 1,5 наспрема 1,5 метри, тешка меѓу 2 и 3 килограми, изработена од пластика и опремена со шилци. Според тврдењата на пронаоѓачот, шилците се остри како клинци, но се обложени со гума за да не ги повредат луѓето и овците при користење. Основната идеја е волкот при обид за напад и каснување да почувствува болка и да се откаже од пленот. Шаубах верува дека овој негативен стимул би бил доволен за да го одврати предаторот од повторен напад. Утре времето претежно сончево со температури кои ќе се искачат до 32 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 11 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 31%. Температурите по градови се следните. Штип и Карвинци со по 32 степени, Пробиштип 30, Чешиново Блешево 31, Кочани 32 степени. Температурата во Виница до 30 степен, во Македонска Каменица и Делчево до 29, во Пехчево и Берово до 26 степен. Православните верници утре се спомнуваат за светиот маченик Теодот Анкириски. Католиците на Свети Наум Охридски.